Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со обработка на глава 13 од Евангелието според Матеј, каде ни се дадени неколку параболи за Небесното царство. Преку овие сликовити приказни, кои се поврзани со појави што нам ни се познати од животот, Господ Исус сака да ни ја објасни природата на Небесното царство и да не поучи на важни духовни вистини. Во оваа глава ни се запишани 7, односно 8 параболи, а една од нив веќе обработивме во претходната епизода. Некој ја напишал следнава поема поврзана со Исусовите параболи. Тој зборуваше за трева, дожд и ветер, за сејачот, но исто така и за семето. При сето тоа имаше за цел да ги поврзе земјата и небото. Тој зборуваше за цвеќиња и лоза, ги поучуваше своите слушатели. Преку вешто искажани зборови, Господ Исус ги исполни Божите цели. Претходниот пат размислувавме за параболата за сејачот и видовме како главната тема во таа парабола не е црквата, туку Небесното царство. Не ги засега само верниците, туку и оние што не веруваат. Кога станува збор за Небесното царство, кое пак е главната тема на сите овие параболи, треба да имаме на ум дека тоа всушност го представува владеењето на Небесниот цар врз земјата. Се разбира дека црквата ќе биде дел од Небесното царство, но според мене, тоа царство ќе биде многу поголемо од неа. Зборувајќи за ова царство, Господ Исус всушност сака да ни каже кој е Божиот план за човештвото и светот. Ќе продолжиме со читање на текстот. Доаѓаме до втората парабола, стих 24. И друга парабола им кажа велејки: Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Дозволете ми да се вратам на претходната парабола, онаа со 4 почви. Во неа Господ Исус вели дека 3 од 4 почви не дадоа никаков плод. Некои луѓе велат дека со тоа Господ Исус сака да каже дека само 1/4 од слушателите на Евангелието ќе одговорат позитивно, а другите ќе останат без спасение. Во просек тоа би значило дека од 100 луѓе само 25 ќе дадат плод достоен за покаяние и спасение. Но мислам дека тоа воопшто не е поентата на таа парабола. Ќе ви кажам од лично искуство дека тој процент е многу помал. Често се случува и помалку од 10% од луѓето позитивно да одговорат на пораката. Пред некое време разговарав со еден познат евангелизатор, кој ми кажа дека неговата организација смета дека само 3% од луѓето што ги слушаат неговите пораки вистински се покајале. Замислете, само 3%. Тоа значи дека од 100 луѓе, само 3 во просек позитивно одговараат на Евангелието. Се разбира, не велам дека ова правило важи во секој контекст, но сепак ни кажува нешто во однос на тоа колку луѓето се заинтересирани да го прифатат Божиот збор. Но ајде да продолжиме со втората парабола. Господ Исус ни представува слика на човек што посеал добро семе. Стих 25. Но додека спиеа луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде. Домакинот што посеа добро семе е слика на Бог, а неговиот непријател е сатаната. Тој сее какол, односно лажна доктрина, нешто што е навистина застапено низ светот. Стих 26. А кога израсна растението и донесе плод, тогаш се појави и каколот. На почеток не може да се види разликата меѓу каколот и доброто семе.
Знаете, денес има многу култови и секти кои на прв пат може да изгледаат како добри религиозни групи, но по некое време нивната вистинска природа излегува на површина. Затоа, не треба да се носат брзи заклучоци. На каколот му треба време за да се препознае, а истото важи и за лажните учители. Стихови 27 до 30. И кога дојдоа слугите на стопанот, му рекоа: Господаре, нели добро семе посеа на нивата своја? Од каде сега пак овој какол во неа? А тој им рече: непријателот го направи тоа. Слугите пак му рекоа: сакаш ли да одиме и да го исплевиме? Но тој им рече: не, да не би корнејки го каколот да искорнете заедно со него и жито. Оставете нека расте и едното и другото до жетвата, а по жетвата ќе им кажам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови, за да се изгори, а житото приберете го во мојата житница. Домакинот им кажа на своите слуги да не го корнат каколот, бидејќи во тој процес на корнење ќе пострада и житото. Наместо тоа, тие требаше да ги остават двете растенија да растат заедно и паралелно, и со тек на време ќе знаат што е за корнење, а што за одгледување. Замислете да ми пристапи некој човек и да ме праша: пасторе, дали сметате дека светот се подобрува? Јас би му одговорил: да, сметам дека се подобрува. Ако истовремено некој друг ме праша дали сметам дека светот станува се полош, би одговорил со: да, светот станува секојдневно се полош. Ако мислите дека се обидувам да им угодам на сите и дека немам доволно цврст став за да заземам страна, сакам да ви кажам дека не сте во право. Јас на вистина верувам дека светот истовремено станува и подобар и полош. А тоа е така бидејќи и житото и каколот секојдневно растат. Но светот станува и подобар бидејќи паралелно на каколот расте и житото. Лично сметам дека во ниту една друга доба од историјата луѓето немале толку многу библиски поуки и проповеди колку што имаме ние сега. Затоа сум му навистина благодарен на Бог. Тоа покрај другото значи дека луѓето не можат да наоѓаат изговори и да тврдат дека немаат начин како да се соочат со вистината. Истовремено, мислам дека во ниту една друга доба од историјата на човештвото, луѓето не правеле толку многу зло како што е тоа случајот сега. Како човек што е долги години во служба за Господ, можам со сигурност да ви кажам дека житото расте. Низ годините запознав голем број христијани што го сакаат Бог и ако треба би умреле за Него. Благодарен сум за нив. Но, исто така, можам од прва рака да ви посведочам дека во светот има и многу какол. Низ годините сум видел многу работи кои, ако почнам да ви ги раскажувам, сигурно ќе останете без зборови. Благодарен сум на Бог за овој текст од писмото, кој е добро подсетување дека нашиот повик како христијани е да го проповедаме Божиот збор. По долги години служба сватив дека мојата работа е да ја проповедам вистината, а не постојано да се обидувам да го корнам каколот. На почетокот од мојата служба се обидов да се посветам на корнење какол, но тоа водеше само кон проблеми. Затоа дојдов до заклучок дека мојата задача е да го сеам семето. Знам дека некогаш кога гледаме на светот, ние се обесхрабруваме, бидејќи гледаме дека каколот расте со голема брзина. Но, сакам да ве охрабрам и да ви кажам да му верувате на Бог, бидејќи самиот тој ветува дека ќе се справи со каколот во право време. Мене ми е мило што Господ не ни ја даде таа работа нам на христијаните, туку одлучи самиот тој да ја заврши. Додека да дојде тој момент, наше е да продолжиме да му веруваме и да продолжиме да го сееме неговиот збор. Стих 31.
И друга парабола им кажа кога рече: Царството небесно прилега на синапово зрно, кое човек го зел и го посеал на нивата своја. Како што можете да забележите, и преку оваа парабола Господ Исус го објаснува небесното царство преку земјоделска појава од секојдневието. Овој пат го користи синаповото зрно за да ја долови својата поента. Патем, синапот е зачин во кој нема витамини. Од него се добива сенф. Се користи како додаток во исхраната, но човек не може да живее ако го конзумира само него. Пред некој ден читав коментар на овој текст, што беше напишан од страна на некој млад либерален теолог. Во него тој тврди дека синаповото зрно не е најмалото зрно што постои. Не знам што сакаше да постигне со тој коментар, но ако имаше намера да го дискредитира нашиот Господ, обидот му е неуспешен. Поентата е дека од сите семиња што им беа познати на евреите во тоа време, синаповото зрно беше најмало. Стих 32. Тоа е најмало од сите семиња, но кога ќе израсне, поголемо е од сите грмушки, па станува дури и дрво, така што птиците небески долетуваат и застануваат на неговите гранки. Тука ни е представен растот на небесното царство, но и неговите почетоци. Господ Исус вели дека на почетокот царството е многу мало, за некој можеби изгледа дека е незначајно. Но сепак, кога ќе му се даде простор и време, небесното царство прераснува во нешто навистина големо и влијателно. Само погледнете ги Евангелијата и ќе забележите дека почетоците на царството беа релативно мали. Јован Крстителот и Господ Исус проповедаа за царството. Некои луѓе ја прифатија пораката, но бројките не беа нешто многу големи. Низ историјата на црквата гледаме дека голем број луѓе станаа дел од небесното царство. Ако на почетокот нивната бројка беше неколку илјади, од денешна перспектива можеме да кажеме дека во последните 20 векови милиони луѓе се приклучија на тоа царство. Се разбира, тоа се уште не е воспоставено во целата негова полнота, но тоа не го негира фактот дека царството се шири. Патем, мое лично мислење е дека птиците во оваа парабола го имаат истото значење како птиците од параболата за сејачот и го означуваат влијанието на сатаната, кое тој се обидува да го воспостави врз оние што се дел од царството. Верувам дека покрај другото, оваа парабола го означува растот на христијанскиот свет, а се разбира дека сатаната се обидува да го спречи тој раст по секоја цена. Во стих 33 ни е дадена и четвртата парабола. И друга парабола им кажа: Царството небесно прилега на квасец, што го зема жена и го клава во 3 мери брашно, дури не скисне сето. Сметам дека ова е клучната парабола во глава 13 од Евангелието според Матеј. Сакам да повторам неколку важни изјави кои сметам дека треба да ги имате в предвид. Според мене, Евангелието според Матеј е најважната книга во Светото писмо. Исто така, верувам дека глава 13 од ова Евангелие е најважната глава, а и стих 33 е најважниот текст во таа глава. Така што, во одредена смисла би можеле да кажеме дека пред нас го имаме најважниот стих во писмото. Би сакал да имавме повеќе време за обработка на овој стих, но дури и неколку минути ќе бидат доволни за да направиме негов генерален преглед. Ќе го прочитам стихот повторно. Забележете внимателно што вели. И друга парабола им кажа: Царството небесно прилега на квасец, што го зема жена и го клава во 3 мери брашно, дури не скисне сето. Ова е една од Исусовите изјави која низ вековите често погрешно се толкувала.
Зошто го велам ова? Затоа што има луѓе што велат дека квасецот во оваа парабола се однесува на Божиот збор и преку параболата Господ Исус сака да ни покаже како Божиот збор расте во срцата на луѓето. Но, без да ги навредам таквите, сакам да им кажам дека тоа е основно непознавање на писмата и преданието. На ниту едно место во писмата квасецот не се користи како символ за нешто добро, туку секогаш представува нешто лошо и погрешно. Верувам дека и тука е таков случајот. Во Библијата квасецот се спомнува 98 пати, од кои 78 во Стариот, а околу 20 пати во Новиот Завет. Во сите овие 100 случаи, квасецот означува нешто лошо и погрешно. Доктор Лајтфуд, кој е многу познат теолог и исклучително добар познавач на писмото, вели: рабините секогаш го користеле квасецот како символ за злото. Тоа значи дека во оваа парабола квасецот не е символ за Евангелието. Брашното пак се прави од семиња и тоа е символ за Божиот збор, односно Евангелието. Значи, во параболата имаме жена која пак сметам дека во оваа парабола е исто така символ за нешто зло, која го зема квасецот, односно погрешното учење, и го додава во брашното, односно се обидува да го измеша со Божиот збор. Преку оваа парабола Господ Исус сака да ни покаже како царството на темнината му се спротивставува на небесното царство. Денес во светот има многу секти и култови што ја користат Библијата, но погрешно ја поучуваат или пак селективно и пристапуваат. Таквите го прават тоа што оваа жена го прави во параболата. Го мешаат квасецот со брашното. Како што малку квасец е потребен со цел лебот многу да нарасне, на ист начин потребно е и малку погрешно учење за една група целосно да застрани од правиот пат. Тоа е мое лично верување во однос на оваа парабола. Слушнете го коментарот на Матеј за параболите. Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи. И без параболи не им говореше ништо, за да се исполни реченото преку пророкот кој вели: со параболи ќе отворам устата своја, ќе ги искажам тајните од создавањето на светот. Предпоставувам забележавте дека Матеј повторно ја поврзува службата на Господ Исус со некое од старозаветните пророштва. Стих 36. Тогаш Исус го остави народот и влезе во една куќа, а учениците се приближија до него и му рекоа: протолкувај ни ја параболата за каколот на нивата. Учениците се уште не сватија која е поуката од параболата и затоа побараа толкување. Господ Исус им го даде тоа што го побараа. И тој им одговори и рече: сејачот на доброто семе е синот човечки. Нивата е овој свет, доброто семе тоа се синовите на царството, а каколот синовите на лукавиот. Непријателот пак што го посеа е ѓаволот. Жетвата е крајот на светот, а жетварите се ангелите. И така, како што се собира плевата и се гори во оган, така ќе биде и при крајот на овој свет. Значи, ова е парабола што објаснува што ќе се случи на крајот од светот. Забележете дека овие зборови не се однесуваат само на христијаните, туку и на оние кои не го следат Христос. Дадени ни се за наша поука и предупредување. Стих 41. Ке испрати синот човечки своји ангели и ќе ги соберат сите причинители на гревот од неговото царство и оние што вршат незаконски дела. Со други зборови, секој човек ќе си добие според делата. Некои луѓе прават многу зло и се чини дека вешто ја избегнуваат човековата правда, но ниту еден човек нема да може да го избегне Божиот праведен суд. Пред тој суд
сите ќе застанеме и ќе дадеме сметка за нашите животи. Стихови 42 и 43. И ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе има плач и крцкање со заби. Тогаш праведниците ќе заблескаат како сонце во царството на нивниот Отец. Кој има уши да слуша, нека чуе. Мислам дека ова се најострите зборови запишани во писмото, а сепак се искажани од нашиот прекрасен Господ, оној кој толку многу не сака што ни ја кажува вистината таква каква што е. Во стих 44 ни е запишана петтата парабола. Царството небесно прилега уште и на богатство сокриено во нива, кое го нашол човек и прикрил, па од радост за него отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Со тоа ќе завршиме со денешното проучување. Немам доволно време за да ја објаснам оваа парабола, но во следната епизода ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.